На денешната владина седница е утврден заклучок Министерството за здравство да формира постојан центар за информирање на јавноста, во кој ќе бидат вклучени гранична полиција, Центарот за управување со кризи и секторот за односи со јавноста во владата. Овој центар ќе воспостави тесна соработка со медиумите во земјава и ќе има за цел да ги прибира сите релевантни информации и целнавремено, точно и најсоодветно информирање на јавноста за превенција и заштита на населението од ширењето на коронавирусот, како и за постапките и институционалната рамка во делот на лекување на последиците од вирусот. Владата денеска донесе заклучок да го ограничи влегувањето во земјата од кризните подрачја, од Северна Италија само преку аеродромите во Скопје и Охрид и граничните премини Кафа, Сантабановце, Блаце, Богородица и Девебаре. Владата му наложи на Министерството за здравство итно да набави соодветна количина на заштитни средства за институциите од системот за интегрирано гранично управување и за другите институции со цел заштита на персоналот. Исто така, Министерството за здравство треба итно да набави соодветна количина на сапун и дезинфекцијски средства за училиштата, детските градинки и јавните тоалети. Владата донесе одлука да ги задолжи сите основни и средни училишта, како и сите универзитети, да ги одложат сите предавања и патувања и екскурзии во Италија, како и организира едукативни часови за превенција од коронавирусот во соработка со локалната самоуправа и центрите за јавно здравје. Меѓу заклучоците на владата за превенција и за справување со опасностите на граѓаните на земјата им се препорачува да не патуваат во Италија и во другите земји каде што регистрирано е поголемо присуство на коронавирусот. Меѓу заклучоците од 11-тата седница на владата е и препораката до установите за згрижување на деца од предучилишна возраст да превземат мерки за соодветен третман за дезинфекција на обувките при влегување во градинките.